Службата за трансфузиона медицина во Куманово располага со доволен број крвни единици. Надминат е проблемот со недостаток кој се јави за време на пандемијата, кога граѓаните поради страф од зараза избегнуваа посети на здравствени установи. Лекарите велат интерес за дарување кај нив, но и на акциите кои што се организираат има вообичаено од повозрасните. Загрижува што е помал бројот на млади донатори. Тука кај нас крводарувањето се одвива во понеделник и четврток, но има и крводарителски акции кои што се одвиваат и во другите институции, односно по школи, по фабрики, касаните на РМ, полициските станици и така натаму. Што би требало да се потенцира при крводарувањето, да се нагласи дека освен што е безбедно и добро за сопственото здравје, значи и живот за сите на оние на кои што им е потребно во одреден момент? Да, крводарувањето е највисок чин на хуманоста, значи да му се дарува крв, нешто важно од своје тело на некого што никогаш порано не си го видел или можеби никогаш во животот нема да го сретнеш. Тоа е, значи, солидарност, хуманост, алтруизам и така натаму. Освен што е добро за здравјето, добро е и за пациентите, истовремено при секое крводарување се прават и други лабораториски испитувања, односно секој крводарител треба да се испита дали кај него постои некоја трансмисивна болест, која што е многу важно и во секојдневниот живот ретко дека некој ги испитува тие испитувања. Тие лаборатории ретко се прават, односно освен ако доаѓат кај нас кога сакаме да го испитуваме крвта дали е безбедно или не, за да не се проширува зараза кај идниот можен примател на крв. Лекарите посочуваат дека крводарувањето како највисок чин на хуманоста е бесплатно, но велат имале случаи кога поединци очекувале да добијат надомест. Укажуваат дека граѓаните доаѓаат и семејно да даруваат крв, иако тоа не е препорачливо. При секое дарување постои еден прашалник кај нас, кој што врши селекција на крводарител. При што докторот врши селекција на крводарител и ако на пример постои парична награда за крводарителот, за можниот дарител на крвта, може некои прашања што се таму да не одговори точно и тогаш може да се каже дека крвта не е безбедна. Во време на пандемијата имаше навистина потреба од донирање крвни единици, беше актуелно и она фамилијарно или семејно дарување. Како лекар, вие што посочувате? Фамилијарното или семејното дарување не е препорачливо, не е решение. Бидејќи крводарителите треба да се редовни и крвната единица може да го чека идниот пациент кој што треба да прима крв. Меѓутоа, пациентот не може да ја чека крвната единица. За да биде спремна една крвна единица да дарува, не може тоа одеднаш да се прави, него треба да поминуваат околу 48 сата за да се испитат сите можни трансмисивни болести што се испитуваат кај секој дарител. Така да фамилијарното дарување не е решение. Кај нас многу ретко се случува, кога не се доволно информирани семејството на пациентот. Значи, Институтот за трансфузиона медицина и службата кај нас се обезбедени со задоволителни количини на крв, така да во развиените земји не е препорачливо и не се применува фамилијарното дарување. Согласно препораките, дарувањето на крв почнува од 18 години, па се до 60 за жените и 65 за мажите.